Здравиот животен стил и откажувањето од штетните навики се особено важни при превенцијата од малигни заболувања. 4 февруари се одбележува како Светски ден на канцерот. Според Светската здравствена организација, ракот е водечка причина за смрт на глобално ниво, со податок дека во 2020 година имало приближно 10 милиони смртни случаи од канцер. Доктор Тимосије Јовановски, лекар по општа медицина, зборува за трите најчести малигни заболувања кои се среќаваат кај општата популација. Поделени по пол, најчести малигни заболувања кај мажите се ракот на простатата, ракот на белите дробови и ракот на дебелото црево, додека пак кај жените најчесто е ракот на дојка, потоа следи ракот на белите дробови и ракот на дебелото црево. Смртноста кај овие заболувања е инверзна со инциденцата, така што најчестите малигни заболувања кај мажот и кај жената, тие на простата и на дојка, всушност се помалку смртоносни, затоа што подобро се детектираат и подобро се лекуваат, а како најсмртоносен останува кај двата пола ракот на белиот дроб. Превенцијата најмногу оди во насока на воведување здрави животни навики. Особено важно е и раното диагностицирање за успешен третман на малигните заболувања. Канцерот е мултифакторијална болест. Дел од тие фактори се познати, дел не се познати. Но нешто што најмногу можеме да спречиме се срединските фактори, штетните навики и некои инфекции. Докажани научно, без никаков сомнеж, дека предизвикуваат рак е употребата на тутун, пушењето, нездравата исхрана и недостатокот на физичка активност. Исто така некои инфекции, како што се хепатитис и ХПВ, се поврзани со појавата на рак на црниот дроб и рак на грлото на матката. Насоки кон превенција на малигните заболувања би значело справување, намалување на овие штетни навики, справување со споменатите инфекции. Значи, од една страна можеме да го превенираме ракот, заправо 1/3 од сите ракови може да бидат превенирани воопшто да не се јават, со горе споменатите мерки на промена на животниот стил, здрава исхрана, физичка активност и детектирање и лечење на соодветни инфекции, како и се разбира намалување ионизирачки зрачења и некои токсични материи во средината и на работното место, например. Додека 1/3 од сите малигни заболувања може да бидат откриени рано и комплетно да се излечат. Значи 1/3 можеме да превенираме воопшто да не се јави, 1/3 да го откриеме рано и да ја излечиме комплетно. Како се прави тоа? Тоа се прави со рано детектирање на алармантни симптоми и знаци и евалуација на пациентот во насока на малигна болест, и второ е скрининг програми кај асимптоматски популации со зголемен ризик, каде што значително се откриваат порано малигните заболувања. Најчесто застапени скрининзи во светот за рано диагностицирање на малигните заболувања се скринингот на дојка и грло на матка кај жените, а се препорачува да се воведе и редовен скрининг за детекција на рак на дебелото црево преку метода наречена колоноскопија. Заклучокот кој сите здравствени експерти го потенцираат е дека редовните прегледи и грижата за сопственото здравје се од особена важност за борбата против оваа водечка причина за смртност во светот.